Во Дебарско-реканскиот крај на 740 метри надморска височина се издига Бигорскиот манастир. Во тек е неделна утринска литургија. Иако е зима и не е поголем празник, верници го наполнија храмот. Посветата причест на братството и верниците се упатија на заеднички појадок. Никој не плати ништо, а трпеза имаше за сите. Изграден во далечната 1020-та, Бигорскиот манастир уште е толку години подоцна, ги гледа благодетите на истрајноста, вели отец Кирил. Па самата бројка 1000, мислам дека делува доста импозантно. 1000 години постоење на некоја институција подразбира нешто многу големо, величествено, нешто многу свето, особено кога станува за светилиште на Бог. Ако земиме предвид фактот дека христијанството постои 2000 години, значи половина од тие 2 милениуми, Бигорски го има своето постоење. Името не е случајно. Се нарекува Бигорски затоа што е изграден врз една карпа од каменот Бигор. Тоа можете да го видите тука. Тоа е порозен камен кој е мек за обработка, но сепак цврст за градење и нашите предци, како и ние денес, често го користиме за градба на манастирот и самиот факт што е изграден на таа карпа придонел да се нарекува Бигорски. Централен дел на манастирот е Бигорскиот католикон, односно соборниот храм, посветен на Свети Јован Крстител, каде се одржа јутринската литургија. Иконостасот се смета за ненадминато ремек дело. Овде се наоѓаат и најголемите светињи на манастирот. Стоиме пред чесната икона на Свети Јован Крстител, чудотворната икона на нашиот мил патрон. Со ова икона всушност е поврзан и постанокот на манастирот, имено според преданието кое е запазено во манастирските хроники и се пренесува до ден денес. Ова икона била пронајдена како лебди целата во божествена светлина над изворот со вода, кој што сега тече под самиот храм и била пронајдена од страна на првиот ктитор на Светата Бигорска обител, Свети Јован Дебранин. Рачно изработена е целивалната за изложување на иконите. На оваа целивална има дрворез во кои се прикажани сцени, односно светители кои се поврзани со Бигорскиот манастир. Така конкретно овде каде што покажавте, овде е прикажано одсекувањето на главата на Свети Јован Крстител, што е всушност и главната наша манастирска слава. Отец Кирил не ги покажа и моштите пренесени од Вселенската патриаршија. Тука е парчето на честниот крст на Господ Исус Христос. Тука е Свети Јован, брат Свети Јован Крстител. Зирнавме и во репрезентативните одаи на манастирот. Оваа просторија е наречена Голем синодикон и се користи за свечености. Овалните сцени на плафонот ја раскажуваат историјата, од основањето на првото монашко братство, преку доаѓањето на османлиите, првата обнова во 18 век, носењето на моштите, се до денешниот лик на комплексот. Секој дел на Бигорскиот манастир е засебна приказна вклопена во целина, и архитектонски и стилски. Манастирот располага со импозантна библиотека, каде на самата врата се изгравирани првите зборови што светите браќа Кирил и Методи ги превеле од старогрчки на староцрковно словенски јазик. Внатре пак грижливо се чуваат оригинални примероци на книги. Го имаме Сердарот од Бигор Приличев, нашиот преродбеник, напишан од него во 1860 година на старогрчки јазик, што знаете и заради оваа поема тој ја добива наградата во Атина наречен Ефтор Хомер и потоа самиот ја препеува на словенски јазик. Арматолос. Ова е оригиналот? Да, оригиналот. Големо значење за нас. Има првото издание на огледалот од Кирил Печиновиќ. Печатено во 1816 година во Будим. Со ова дело всушност започнува преродбата во Македонија. Сме го учеле.
по македонски јазик. Отец Кирил 15 години е дел од монашкото братство, столбот на манастирот. Желбата за монашки живот дошла по внатрешен призив, кој го препознал и во својот водач. 30 на монасир значи едно поголемо семејство, да речам фамилија, а во секоја фамилија има и несогласувања. Дали меѓу монаштвото во Бигорски има единство? Да, многу убаво прашање. Видите, монаштвото е пред се живот во слобода. Се што станува во монаштвото станува според слободна волја. И кога човек ќе ја предаде својата од Бога дарувана волја пак во негови раце, во Божји раце, преку старецот, преку ръководството на духовникот, тогаш сите нас не обединува една заедничка идеја. Не обединува идејата да се соединуваме со Бога. Тоа е, најкратко кажано, основната цел на нашиот живот. А кога една толку силна идеја ве обединува и таа идеја е успешно и будно надгледувана од страна на негрижливата на љубов од страна на татковството на старецот, тогаш многу лесно се надминуваат секакви недоразбирања, разлики, несогласици и така натаму. Едноставно не им се дава простор на таквите нешта на оние кои го предале срцето во служба на Бога. Освен за монашкото братство, вратите на манастирот се отворени за безпомошните. Низ програмата за ресоциализација поминале луѓе од различна вера и нација. Јас сум Зоран Попјаков, доаѓам од Скопје. Дојден сум тука во 2010 година. Ме наведе проблемите со зависностите од дроги. Едноставно си го барав спасот и помошта во манастиров. Имав слушнато од пријатели за мисијата и програмата на манастирот. Едноставно тогаш дојде моментот кога сакав да дојдам. Зоран вели дека бил пречекан пријателски и братски. Едноставно се вклопивме во животот на манастирот, сите деца што се на лекување тука. Значи, стануваме од Савајле, идеме на литургија, после идеме на доручек и секој си има свое послушание. По завршување на послушанието си има пак трпеза, пак вечерна служба и во вечерните часови дали се чита литература духовно, дали се разговара со браќата за проблемите што ги имаме, или пак најубаво е кога имаме можност да се видиме со старецот, со дедо Партени и да си ги споделиме нашите маки и проблеми. Сушност тоа е програмата што е. Па на некој начин, у кратки зборови, да. Вредеше ли? Па ја мислам дека вредеше. Веќе 14 години сум абстинент, чист сум. Имам нов живот тука. Апсолутно. Што работите? Моментално работам како чувар во манастирот Рајчица. Таму сум веќе 9 години. После 5 години лекување у манастиров, отец Партени ми понуди работа да имам да се вработам таму. Ми даде земја во село Битуше, ми помогна во изградба на куќата. И сега си живеам мирен и спокоен живот. Во манастирот е релативно тивко, но тоа не значи дека верниците си заминале. Дел од истите луѓе што беа на утринската литургија ги затекнавме и пред вратата на Бигорскиот старец, епископот Партени, каде чекаа ред за исповед. Тука кога ќе дојдеме, ние верниците, еве барем јас, си доаѓам кај отецот и си ја оставам торбата преполна со маки. Ајде да не ги наречам греови, бидејќи сите сме грешни, па една од сите сум и јас. Ке дојдеме кај отецот, ке се исплачеме, ке помине сето тоа, си се враќаме во Скопје, продолжуваме живот. Сето ова е за нашиот краен вечен живот. Затоа го правиме сето ова. Во Бигорски го наоѓаме единствениот мир. Значи, досега сум била на многу свети места, меѓутоа ова искачување е неспоредливо. Зошто? Затоа што тука е домот на Бог. И тука се чувствуваме поврзани заедно со Бог. Игуменот на Бигорскиот манастир, Партени, е родом од Битола.
Како 24 годишно момче, Зоран Фидановски во 1995 се замонашува во Бигорскиот манастир во услови на духовна замреност во Дебарскиот крај. Дипломирал со тема посветена на Свети Јован Крстител, патронот на манастирот, а извесен период престојувал и на Света Гора. Како заслуга му се припишува возобновувањето на монашкото братство и развојот на соживотот во Мијачко-реканскиот крај. Пред 3 години добива повисоко место во хиерархијата на православната црква, кога е хиротонисан во епископ Антаниски. Достоен! Достоен! Достоин! Достоин! Аксиос! Аксиос! Бигорски е мојот живот, ќе каже тој за 360 степени во едно од ретките интервјуа. Во суштината на христијанството е космополитизмот. Значи, Христос не повикува да ги любиме сите, без разлика на нивната нација, нивната вера и така натаму. Пораката на Божијата љубов преку еден христијанин треба да стигне до сите. И доколку еден христијанин се држи до заповедите Христови, до евангелските начела, он е миротворец. Ви се обратиле муслимани до сега? Многу пати, многу пати. И ние ги сакаме и нив како наши браќа, се дружиме со нив. И тие ги прифаќаат исто така и христијаните. Може да се каже дека има прекрасен соживот, особено во селата околу нас. Во последно време доаѓаат и христијани кои добиваат работни места, например во куќата на мијаците, стражари во манастирите, бидејќи имаме таква потреба и се многу добро прифатени од местното население, кое е претежно муслиманско. Интервјуто со игуменот на Бигорски доаѓа во период на дилемата што јавно се дискутира дали со томосот од СПЦ Македонската православна црква Охридска архиепископија е призната автокефална црква. Прихвата и признае аутокефалност. Досега во историјата пракса било секогаш томос за автокефалност да издава Вселенската патриаршија. Ние тоа го знаеме, впрочем и во сите преговори претходно, кога нашата црква се бореше за признавање, и од самата Српска православна црква беше упатувана на тоа дека томос доаѓа од Вселенската патриаршија. Па дури мислам дека и документот што го издаде Српската православна црква, кој е доста дипломатски срочен, нели, не упатува на тоа дека тоа не е завршен документ, особено во однос на нашето именување. Таму има една реченица која вели дека нашата црква треба да го реши своето име со елинофоните, но и со сите останати. Но сметам дека и тоа ќе се реши со Божја волја, бидејќи и ова што досега се случи едно голема Божја поддршка за се она што нашата црква го направи во однос на евангелизацијата или реевангелизацијата на нашиот народ. Тука Партени особено ја нагласува улогата на монаштвото. Јас помнам секогаш другите цркви ни заверуваа на МПЦ дека нема монаштво. Нели? И мислам дека монаштвото беше клучно да се смени тој став на повеќето православни цркви, бидејќи нашата црква со тоа покажа дека има богат духовен црковен живот, евхаристиски. А актот за канонизација од 9 мај сите го знаете, кога Партени му се радуваше, вриштеше. Но богатиот духовен живот за кој зборува епископот Партени и братството предводено од него, извесен период е изложено на јавен атак. Партени е квалификуван како анационален и предводник на парацрковна структура. Гледате сите орнаментики, символики во дворот, сето тоа е жолто, фанарско. Продолжува веќе со жезл во раката Каравангелис Бигорски викан Партени. Класична инсталација, грчка, фанарска. Денеска имаме парацрковна структура во Бигорскиот манастир, начело со епископот Партени. Дел од вашите колеги, конкретно владиката Петар, јавно обвинуваше дека во Бигорски има парацрковна структура, начело со вас. Ке го цитирам, вели: епископот Партени заедно со неговата структура во Бигорски со монахините таму ме шетарат во мојата епархија.
Што значи ова? Крајно несериозно е да се даде таква изјава, бидејќи Бигорски манастир е дел од Македонската православна црква, конкретно дел од Дебарско-Кичевската епархија. Јас сум по звање игумен на Бигорскиот манастир и викарен епископ на Дебарско-Кичевската епархија. Ние сме под послушание на нашиот митрополит Тимотеј, така што не знам од каде на дедо Петар му се таквите ставови. Ме шетарат во мојата епархија, вели. Да, монасите имаат своји роднини и некогаш одат да ги посетат своите роднини во Битола, може би во Ресен и така натаму. Просто немам коментар за тоа. Ако ние излеземе, што е нормално, да ги посетиме своите роднини, дали е тоа некакво мешетарење? Тоа го прават сите. Од Бигорски се јавија со жестока реакција по убиствата на малата Вања Ѓорчевска и велешанецот Панче Жежовски, за кој прво осомничен е токму Љупчо Палевски Палчо. Прашавте, ке има ли одговорност од врвот на МПЦ? На што се должи ваквата реакција? Дали имавте лични, директни закани од Палевски? И зошто се бара одговорност од врвот на МПЦ? Да, ние го направивме тоа соопштение затоа што бевме лично засегнати. Значи, нашиот манастир беше изложен, можам слободно да кажам, на јавен линч. Најнапред започна со Доказ МК, нели, со новинарот Маријан, а потоа Палчо. Тоа беше непрестајно напаѓање, закани јавни, пишувани потоа и на неговите подкасти постојано, и се заклучуваше дека он добива информации и од црквата. Дури во една прилика јас се јавив на еден наш почитуван политичар и кажав дека се чувствуваме, јас како граѓанин се чувствувам небезбедно. Тоа беше некаде во пролетта, нели? Затоа што навистина, замислете, кое е чувството вие секој дневно да бидете напаѓани. Некогаш, например, во Доказ МК имаше по 2 пати дневно написи против Бигорски манастир. Тоа се ноторни лаги и измислици, а ние пак сме тие што сме се труделе некако да влијаеме добро на општеството. Оти да го евангелизираш народот значи да го направиш подобар. Кога еден човек ќе стане христијанин, ако е вистински христијанин, он станува и подобар граѓанин на државата. И навистина можеше последно време да се констатира една жалосна состојба, па дури поведени и христијани од тој дух, нели, во црквата, да станат едноставно плукачи по јавните гласила, нели, по социјалните мрежи. Барате одговорности од врвот на МПЦ. Зошто? Затоа што имаше јавна соработка со Палчо. Например, подпишување на некаква декларација која не беше благословена од синодот и од архиепископот. Ако има потреба за некаква декларација, јас сметам, а и тоа е така, само синодот може да побара таква декларација, а не поединци. Христијански ли е да се атакуваат меѓусебно владиците, епископот? Воопшто не е, тоа е огромна штета за народот. Тогаш како верниците да веруваат? Ние треба да покажеме љубов и ние ги почитуваме сите. Еве, јас како епископ секогаш ја изразувам мојата достодолжна почит кон дедо Петар и ние никогаш сме немале некаква вербална расправија меѓу нас и така натаму. Сите напади јас ги слушам од трети лица и накрај дури од медиуми, што е многу жалосно. Но, видете, не е проблем за нас. Ние ќе издржиме се и треба, и тоа да го издржиме со смирение, бидејќи така не поучува нашиот Спасител. Тој вели, блажени сте кога ќе ве срамат и прогонуваат и кога ќе говорат против вас. Секакви лажни зборови, лажно заради мене, голема вашата награда на небесата. Но каде оди нашето општество? Нели, каде оди најнапред, пред општеството, каде црковната совест? Бидејќи црквата е таа која треба да влијае позитивно на граѓаните, нели?
да тие да станат совесни и подобри граѓани. Или да го преформулираме прашањето, до каде е границата за да се понесе одговорност? Па видете, барем да видиме некакво покаяние и да се престане со таквите плукања, нели? Ако не друго. Од манастирскиот комплекс си заминавме по речиси целодневен престој меѓу монашкото братство, кое не е единствената заложба на епископот Партенеј. Покрај Бигорскиот манастир под духовно раководство на епископот Партенеј се и уште 3 други манастири – Рајчица, Пречиста и Кнежино. Рајчица е метох на Бигорскиот манастир. Таму живее монашкото сестринство. Метох значи дека на хартија Рајчица е имот на Бигорски. Ова е споменик на културата во Македонија. Како женски манастир во континуитет брои 10 монахињи и по неколку искушенички кои треба да го поминат тестот за доживотна служба. И во Рајчица има штитенички кои се рехабилитираат од различни зависности, како и веќе рехабилитирани самохрани мајки. И овде, како и во Бигорски, главно се живее од донации. Сестринството се занимава и со изработка на митри, а занаетот им го пренел токму владиката Партенеј. Факт е дека во целиот свет има такви работилници, зборувам во целиот православен свет, меѓутоа ваков тип на митри во цел свет се изработуваат само кај нас. За кого се имате изработено митри? За многу митрополити, за многу патријарси, вклучително и неколку митри за Вселенскиот патријарх Вартоломеј. И секако во 2016 година и една папска тијара која што беше нарачка од страна на македонската делегација која што го посетуваше Рим за празнувањето на светите браќа Кирил и Методи и кои што сака на ново избраниот папа Франциск да му однесат некаков сувенир од Македонија, па за таа цел се обратија до нашиот манастир за да изработиме една таква тијара. Нас ни беше тоа еден огромен предизвик, бидејќи ние претходно не сме работеле тијари, со оглед на тоа што папите не носат митри, односно тијари. Па тоа беше еден долгорочен процес на истражување, како тоа треба да се направи и морам да кажам дека ни принесе едно големо задоволство. Дебарскиот крај го напуштивме на веќе изгрејана месечина. Останува ехото од пораките од луѓето, кои самите избрале да останат таму. Човек треба некои работи да ги проживее, да ги види, да ги свати, да падне, да се сопне, за да научи. Не им пожелувам ја на младите да паѓа да се сопнуват, него да учат од тугите грешки. Клони се од злото, прилепувај се кон доброто. Верата пред се изразува преку дела, а не само преку зборови. Не само преку кружење околу црква 7 пати или палење на 10 свеќи, бидејќи така ни кажале, туку преку изразување на нашата вистинска љубов кон Бога, среде општеството во кое што живееме. Бог кој го создал овој прекрасен, убав свет, кој се грижи за поредокот на целиот свет и гледаме подеднакво испраќа се што е потребно на сите луѓе. Сонцето грее за сите луѓе и така натаму. Значи, кој сме ние да го осудуваме другиот или пак да немаме простор во нашето срце за било кој од овој свет. Едноставно не смееме да ги делиме луѓето, тоа треба да го разбериме, дека љубовта кон човекот треба да биде на прво место.